Почитувани, вие го следите неделното интервју на Радио Слободна Европа. Гостинка во емисијата е Тина Иванова, ВД директор на Филхармонија. Иванова, престојната сезона ја именувавте во движење. Од каде потребата за овој наслов? Музиката е движење во животот. Музиката не носи надвор од оваа сива и сурова реалност, а тоа ни требаше во ова време невреме. Музиката е лек. А ако е така, тогаш ние треба да работиме и ние треба да им служиме на оние луѓе кои што доаѓаат и кои што не слушаат. Да им служиме за убаво. Мотото се наметна сама по себе, Филхармонија во движење, токму заради тоа. Но исто така, Филхармонија во движење значи и прогрес на Филхармонија. Нашата цел е прогрес и во програмска смисла, значи да пласираме дела кои што не биле изведени во Македонија и современи дела кои што се мејнстрими во Европа и во светот, а исто така и движење или прогрес на самиот оркестар. Целта ни е да го подигнеме квалитетот на оркестарот и да одиме да звучиме идентично како сите европски филхармониски оркестри. Почетокот на сезоната беше навистина блескав. Започнавте со Данте 700, каде солист на пијано беше нашиот виртуоз Симон Трпчевски. Веднаш потоа го представивте премиерно делото Музика за 18 музичари на Стив Рајх. На што конкретно ќе се подпира концептот за предстојната сезона? Како што и почнавме, така и ќе завршиме. Цела сезона е направена многу шарено. Има некои концерти кои што се навистина излегуваат надвор од рамките на институцијата во програмска смисла. Концерти кои што се многу модерни и прогресивни, концерти кои што носат премиерни дела никогаш не изведени на оваа сцена. Програмата и концептот на целосната програма е да направиме баланс меѓу таквите дела и она што се нарекува железен репертоар, односно класичното симфониско творештво, кое што никако не смееме да го избегнеме и заради нас, заради публиката и заради постоењето на оваа институција. Како што спомнавте, отварањето беше со Данте 700, посветено на Данте Алигиери, со Франц Лист, една покласична програма, концерт за пијано и оркестар број 2 и симфонија Данте од Лист, романтична и класична програма. Меѓутоа, веќе вториот концерт, Стив Рајх, Музика за 18 музичари, кој што првпат се изведува на оваа сцена и кој што помина фантастично, како и самото отворање, носи една сосема поинаква естетика звучна. 18 музичари на сцена. Прво, не е цел оркестар. Второ, премиерно дело е. Трето, е дело кое што му припаѓа на периодот на минимализмот, а Стив Рајх како негов најеклатантен представник за прв пат се изведува во Македонија и за прв пат на сцената на Филхармонија. На самите музичари и на публиката им донесе нови видици, нови хоризонти, зашто сме навистина среќни и горди и сакаме да продолжиме да ја носиме Филхармонија во таа насока. Да понудиме еден поинаков звучен израз кој што го имаат сите во светот, сите филхармониски оркестри. За нас е можеби чудно, за некој е чудно, можеби е страно, меѓутоа не е воопшто чудно. Таа музика е направена за филхармониските оркестри. Сакаме и публиката да ја навикнеме да слуша таков тип на музика, бидејќи е навистина прекрасна. Конкретно Стив Рајх и Музика за 18 музичари, тоа е репетитивна, но медитативна, хипнотична музика, би рекла, која што не носи отаде нештата. И внатре во самата музика звукот нуди шаренило од бои и секој кој што знае и умее да го препознае и да го слуша однатре, ќе свати дека постои една цела шума од шарени звуци која плени. По ова ваше говорење, можете ли да издвоите уште некои концерти врз кои ќе го ставите акцентот во периодот што следува? Нешто што е надвор од на она што сме навикнати ние и самата публика. Јас лично би го издвоила концертот на Баланиску квартет. Многу мина ги познаваат и од нивното гостување во Скопје пред околу 20 на години, еден фантастичен квартет кој што се занимава со модерна класична музика, а за широката јавност стана препознатлив по прекрасните обработки на Крафтверк. Така што би го издвоила како еден засебен настан и навистина сме горди што успеавме да ги добиеме и да искомуницираме со Баланиску.
и многу се среќни што повторно ќе настапат во Скопје, кога слушнаа навистина се воодушевија дека повторно ќе го видат Скопје. Би го издвоила концертот на наречен Requiem for my friend, насловен според истоименото дело на Збигњев Прајснер. На тој концерт диригент ќе биде Михал Нестеровиќ од Чешка, еден извонреден диригент кој што веќе гостувал со Филхармонија. Го издвојувам прво затоа што повторно станува збор за премиерно дело, второ затоа што Збигњев Прајснер исто така во Филхармонија никогаш не бил изведен, и трето затоа што станува збор за едно дело кое што е вокално-инструментално грандиозно дело, хор и оркестар, и дело кое што носи многу тага, многу меланхолија, многу темни моменти, дело кое што ни кажува всушност на што треба да се посветиме во животот. На пријателите, на животот, на да го славиме животот, меѓутоа животот исто така освен радост носи многу тага, тоа сите го знаеме. И како да ја примиме тагата без кочница. Го говорам ова затоа што се она што ни се случува во последно време со короната и со неколку трагедии кои што се случија во земјава, мораме да сватиме дека тоа е дел од нашиот живот и дека нема бегање од тоа. Токму тие моменти, нели, и подлабоко филозофски начнати ги носи ова дело, затоа го издвојувам како поразлично. Сакам да го издвојам и концертот со кој што ќе ја затвориме оваа сезона како еден од концертите кои што ќе се издвојат од рамките на целокупната програма. War Requiem од Бенџамин Бритен, заедно со нашиот шеф-диригент Габриел Бебешелеа од Романија. Ова дело исто така е премиерно и за прв пат се изведува во Македонија. Ќе го изведеме во соборниот храм Свети Климент Охридски, затоа што е наменето за таков амбиент. Станува збор за исто така огромно дело за хор, филхармониски оркестар и камерен ансамбл и плюс детски хор. Значи 4 ансамбли ќе бидат сместени во соборниот храм и со оглед на тоа што публиката нема да може да биде во доволен број, нема простор натреке, веројатно ќе извадиме видеобим пред соборниот храм за да можат да го проследат што повеќе љубители. Тоа ќе биде здравие Боже, да сме здрави и живи, ќе биде еден од најголемите подвизи Филхармонија што во последно време ги направила. Колку при тоа е оставено простор во сезоната за македонското музичко творештво? Македонското творештво во Филхармонија е секогаш присутно. Стежнееме да реализираме и да изведуваме дела на македонски композитори, меѓутоа премиерни. Сега скоро ќе изведеме симфониската поема Фрески од Благоја Ивановски и со таа композиција ќе одбележиме јубилеј. Но гледаме често на програмата да ставаме дела и од помладата генерација македонски композитори. Тука веќе настанува еден проблем. Не дека Филхармонија се оттргнува од македонските дела, постојано се на програмата, тоа е факт, тоа може и да се види. Меѓутоа, проблемот е во тоа што за да се напише дело за филхармониски оркестар е потребен долг период, за тоа ќе се согласат сите композитори. И за тоа се потребни финансиски средства. Државата мора да се заложи да прави нарачка на дела, за да може да се пријават повеќе композитори кои што се заинтересирани да пишуваат за филхармониски оркестар и за да поминат тие дела низ некој процес на комисија, избор, и од тој избор ние да комисија, така што ќе ги избере делата, ние да ги изведеме. Ние со големо срце и со широко отворени врати сакаме да изведуваме македонски дела. Но, како што кажав, и самите композитори тешко се одлучуваат на таков голем чекор. Претежно пишуваат за помали состави, за камерни дела и ние сега нашата литература од македонски дела со време од нашите автори е сведена на минимум и она што го имаме како репертоар да го изведеме се веќе изведени дела. А кога станува збор за премиерни дела, единствениот проблем е тоа. Меѓутоа, ако се заложиме сите заедно и со Сојузот на композитори на Македонија, мислам дека ќе направиме едно добро дело доколку државата има слух да ги финансира композиторите и да ги мотивира
да пишуваат и за филхармонија. Филхармонија е позната и по концертите што ги одржува надвор од институцијата. Сметате ли дека таа практика ќе продолжи и натаму и дека уште позасилено ќе се обидете да ја анимирате публиката? За жал, минатата година моравме да го одложиме тој настан заради она што се случуваше со пандемијата и заради строгите рестрикции. Оваа година, на наша среќа и со поддршка на град Скопје, направивме одличен концерт со Архангел, Ристо Вртев, фронтменот на Архангел и филхармонија. Да, тие концерти собираат повеќе од 15.000 луѓе. Се сосема различни, прво затоа што се надвор од институцијата, се случуваат во еден поинаков амбиент, лето, отворен простор, луѓето се слободни, слободно можат да се движат, и филхармонија нуди, се разбира, за таков амбиент мораме и да понудиме и малку поинаков тип на програма. Но таа програма која што ја нудиме и солисти или диригенти sejedno, не е под квалитетот од она што го нудиме во институцијата внатре. Различна е само естетиката на звукот, различен е концептот на музиката, но квалитетот секогаш се трудиме да биде на високо ниво, да го задржиме она за што се стремиме во текот на целата година. Не сакаме да ја прекинеме оваа традиција, прерасна веќе во традиција. Повеќе од 15 години е филхармонија надвор. Почна на плоштад и продолжи во парк и веќе тоа место некако како да стана наше место. Јуни, градски парк, филхармонија е наш термин. Сакаме да го зачуваме, а за да го зачуваме мораме да понудиме и интересни проекти. До сега навистина имавме интересни проекти. Освен Архангел годинавал, а не имавме Ну погоди, музика од цртаните филмови од бившо југословенските земји, Љубов и револуција, каде што хорот изведуваше малку по панк и по прогресивни композиции заедно со симфониски оркестар, исто така беше една новина. Да не ги заборавиме концертите на Дейвид Боуи и Пинк Флојд. Нешто што е реткост дури и во светот. Исто така сме давали концерти со класична програма, джез концерти. Сакаме латиноамериканската музика да не ја запоставиме. Еве, преговаравме и со Мишел Камило, тој сака да дојде, ќе видиме, ние веќе сме во преговори, но сигурна сум дека филхармонија ќе привлече повторно за следниот настан исто толков број на луѓе, затоа што луѓето се задоволни и се срекни. Сакаат да доаѓаат на таков тип на концерти. Ви благодарам на разговорот. Благодарам имам. А вам почитувани на вниманието што ни го даривте. До гледање.